Последните врнежи и презаситеноста на почвата предизвикаа поплавување на најмалку 2500 хектари во Пелагониско поле. Најдраматично е во општина Могила, каде се поплавени голем дел од земјоделските површини, но водата прави проблеми и во населените места. Има излевање на Деветиот канал и на некои други мали канали, така да излегува водата од контрола, навлегува во близина и во селата, посебно во селото Ношпал и Вашерејца. Излеане, значи, она подморска река, скинате тој деветти канал и тоа ни прави голем проблем. Презаситени сите површини со вода, веќе критични точки од самата ноќ, значи од после поњол работиме во село Ношпал. Ношпал е преплавено, значи куќите се до половина метар со вода. Имаме преместување, значи рурална средина, се наоѓаат фарми, ги преместуваме, значи се преместува стоката од едно на друго место. Во самото централно подрачје во Ношпал го прекинавме, значи патот. Не е во продност, само се проаѓа од Добрушево до Ношпал. Во Могила велат дека вакви поплави не се паметат со децении. Ситуацијата во Пелагонија денеска е драматична. Последниот дожд критично го подигна нивото на водотеците. Голем дел од земјоделските површини се под вода, а комуникацијата помеѓу Ношпал и Тополчани е прекината. Критична е состојбата и со река Црна, со што целата оваа ситуација предизвикува проблеми и во општина Новаци. Алармантна е ситуацијата со река Црна, бидејќи негде прилика на 2 до 3 сати 10 см се повишува нивото. Температурите што се врнежите од дожд, според наши предвидувања ќе придонесат за уште поголемо зголемување на нивото. Сега ние преземаме мерки да ги спасиме населените места, навечето Гнеотино, Агларци, Добромир и Долгобелци, каде што имаме ангажирано целокупната механизација, како од општината, така и од кризниот штаб со помош и од Битолско поле, каде што имаме пуштена механизација за да ги спасиме тие навлегувањето на водата во објектите. Во Новаци се поплавени околу 1000 хектари.